Истинско задоволство за секој народ е кога конечно ќе разбере дека власта го ослободила од товарот да биде заморчен на фармацевската индустрија и благодарејќи на мудрата политика му овозможила да учи од туѓите искуства. Несрекниците кои викендов избрзаа и заминаа за Србија, изгледа не го сватиле значењето на нашата надмоќ. Има една предност што сте, еве така да кажам, земја со задоцнување со вакцините. Земјите членки на Европската Унија почнаа пред нас и можевме да согледаме предности или слабости. Токму поради тоа разбирливо е што власта и се лути на опозицијата и обвинува дека без причина создава лоша атмосфера, иако меѓу едните и другите јазот е толку голем што не можат да се разберат ни околу значењето на зборот со кој се опишува креираниот амбиент. Се дека се случува параноја во собранието која што сака да наметне опозицијата и во целата јавност. Параноја, ние сме работеле параноично, па дали воопшто дали станува збор за истиот збор, за истото значење на зборот параноја. Јас колку што знам, параноја е ширење на страв. Параноја воопшто не значи ширење на страв. Медицински значи покри разум. Јазичните дилеми сепак не се во доменот на пратениците и не е нивна должност да ги толкуваат употребените зборови, бидејќи се знае кој се занимава со лингвистика и кој уме и точно да ги искористи и да им го објасни значењето, особено на своите неологизми. Отворивте една важна тема за мене, навистина е важна, и ќе кажам што досега јас сум направил како актер во политичкиот живот за да придонесам во општественото поставување на gender balance, односно рамноправност меѓу двата пола. А кога е во прашање еднаквост, изгледа дека навистина постои некој проблем во парламентот, ама не меѓу црвенокосите, бринетите и блондинките, туку токму меѓу нив и оние што од не до крај јасни причини не им обрнуваат внимание. Зошто? Затоа што комисијата за избор и именување беше маскулинизирана. И затоа што очигледно дека мажи, што ми е чудно, дури и проблематично, претерираат машко друштво. Па немаат шанса ни джентламени да бидат. Сепак обвинувањата за отсутство на тестостерон не се во целост оправдани со оглед дека кога тој ќе се покачи, припадничките на понежниот пол веднаш влегуваат во некоја романтична фаза. Па на прва, на изразената страст, покажуваат типична филмска одбојност. Затоа еве ве охрабрувам не само да зборувате, не да бидете феминист на збор. Благодарам. Туку да сторите нешто за да ставите. Ви благодарам. Ова непристоен предлог што ви рекол Роберт Редфорд. И на крајот, како на секоја жена, така и на државата, и се потребни и љубов, ама и сигурност. Секој од нас, граѓани, може да оддели не повеќе од 10 минути. И конечно тешко е еден човек да внимава на се околу себе. Особено кога тие што треба, веќе и не внимаваат на ништо.